Денеска православната црква ги празнува светите маченици Кир и Јован и преподобниот Сенуфи знаменосец. Светите маченици Кир и Јован. Овие свети маченици се празнуваат на 31 јануари. По таа дата и е опишано нивното житие и нивното страдање. А на 28 јуни се празнува преносот на нивните мошти од Канопос во Манутин и многобројните чуда што се случиле од нивните мошти. Свети Кирил, патриархот Александриски, усрдно му се молел на Бога да го уништи идолското нечестие во местото Манутин, каде што имало идолски храм и каде владеела демонската сила. Тогаш на патриархот му се јавил ангел Божи и му рекол дека Манутин ќе биде исчистен од нечестието, ако тој ги пренесе на тоа место моштите од светите Кир и Јован. Патриархот тоа веднаш и го сторил. Ги пренел честните мошти на мачениците во Манутин и таму изградил црква во нивно име. Од моштите на овие маченици, од шкрофула, туберкулоза на лимфните жлезди во вратот, се исцелил Амони, синот на Александрискиот градоначалник Јулијан. Некој Теодор од слепило, Исидор од мајум се исцелил од гниење на црниот дроб. Жената Теодора од затруеност, некој Евгений од водена болест, како и многу други од разни болести и маки. Сето ова се случило во 412 година. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Преподобниот Сенуфи знаменосец, голем испосник и чудотворец од египетската пустина, современик на патриархот Теофил и на царот Теодосий Велики. Наречен е знаменосец, затоа што со своите молитви еднаш му помогнал на царот Теодосий да ја одржи победата над непријателската војска. Кога царот го повикал да дојде во Цариград, тој одговорил дека не може да дојде, но му го испратил своето расо, горната мантија и бастунот. Тргнувајќи во војна, царот го облекол расото од Сенуфи и го зел бастунот и се вратил од војната како победник. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.